Со наметнат избор и реизбор на раководни кадри, а не со произлезени од професионални потреби и процеси, не може да постои телевизија која ќе го оправдува интересот на граѓаните. Сега тука кај нас дома, Македонската радиотелевизија со закон обврзана да биде јавен сервис, обврска која има и во нашата европска агенда. Како минува времето, станува се појасно дека јавен радио ТВ сервис кај нас станува невозможна мисија. Веројатно и нема такви кои не се сеќаваат на Бушава азбука. Со детската образовна серија која на забавен начин не учеше на буквите и зборчињата, генерации дечиња поминаа пред телевизорите. Денес сликата е поинаква. Големо количество владини реклами со години не остава многу простор за и онака јадната продукција. Се разбира, има и понекоја реприза од некогаш ненадминливите продукциски остварувања, но воглавно во етерот зрачат новите чеда на јавниот сервис. И селенички џубокс, отворено со народот и други слични на нив, за кои не се знае ни кој ни зошто плаќа. А за граѓаните, велат комуниколозите, останала само аверзијата кон оваа куќа. Оти сватиле дека политичките, а не граѓанските интереси се приоритет на сервисот кој би требало да постои за нив. Перцепцијата на граѓаните е главно негативна. Прво, во смисла на квалитет на програмите, тоа го покажуваат и испитувањата на гледаноста од сите агенции кои што тоа го испитуваат во скорешно време, кои што го направиле тоа. И второ е, да речеме, некоја идеолошка политичка пристрасност која што е континуирана. Па од постојаните бомбардирања на МТВ дека владата мисли на нашето здравје и затоа треба да престанеме да пушиме, преку континуирани известувања за нивните успеси, па се до пораки од МТВ на кои интернет страници може да ги гледаме предавствата на луѓето кои не ги бендисува актуелната власт. Но овие слики не се новост, напротив, транзициска традиција, која ја негуваат сите партии кои приграбиле власт од независноста па до денес. МРТ ниту била, ниту денес е јавен радиодифузен сервис, таа била и останала владина или државна радиодифузна установа и, знаете, дотолку е полошо што оние злобни забелешки, кога ќе се направи некоја посериозна анализа, се покажуваат како точни. Ако некогаш била бранковизија, сега е грујовизија, ама никогаш не успела да биде граѓанска визија. Но пораката на експертите е јасна. Да се загуби јавниот сервис е влегување на опасен терен. Помеѓу европските критериуми за влез во Унијата и МТВ има домашна задача да обезбеди продукција, програмска разновидност и независност. Она што таму треба да се направи, да се проветри од нула, буквално да се доведе до еден нулти момент, да се ребрендира тотално. Знаете, МРТВ веќе е и лош бренд. Луѓето имаат одбојност кон МРТВ, а тоа никој на МРТВ не го направи. Тоа самата си го направи, служејќи како слуга на секоја власт која што е. Последицата, најцрната последица, но исто така ништо помалку реална е дека нема вистинска демократија, затоа што немате основниот канал кој ќе обезбеди вистински информации од кои ќе живее таа демократија. А клучна е финансиската независност, пари од такса, а не пари од буџет. Јавниот сервис веќе 3 години беше целосно зависен од буџетот. Последните обиди да наплатат наеднаш такса за 2 изминати години, граѓаните ги дочекаа со револт. Во секој случај, на генералната директорка и воедно антикорупционерка Мирјана Димовска и останува да смисли потранспарентен начин да зема такса од граѓаните, но и да одговори како се трошеле парите од буџетот, да ги обелодени платите, хонорарите и критериумите по кои се бираат функционери во јавниот сервис. А за нас, граѓаните, останува надежта дека еден ден МРТВ ќе се врати со сиот свој сјај, па и за идните генерации ќе оствари некоја нова, свежа Бушава азбука.